Во овој подкаст Мирисот на книгата, мирис на приказна по приказна, на есеи за есеите, за почит кон никогаш доволно испочитуваниот. Неговата магистарска е обелување на македонскиот идентитетски образ. Неговата книга е голема идентитетска приказна за препознавање, увид во големината недоставноста, која обично завршува со 3 точки. Книгата е македонски ларпурлатизам, кој се чита со имаголошки очила, а младиот автор одговорен и храбар истражувач. Од посветен студент станува асистент на филолошкиот факултет Блаже Коневски, активен есеист, книжевен критичар, преведувач, поет, автор на монографски публикации, трудови, уредник и соработник на стручни списанија, некогаш уредник на Репер, а сега на Стремеш, член на Друштвото на писателите, добитник на повеќе награди, меѓу кои 13 ноемвриска и голем книголюбец. Добре дојде за Иван Антоновски. Добре најдов. Кога ќе кажеме дека две нешта се спојуваат во убавата, обично да учат утиле. Ти успеа твојата твојот магистерски труд и долгогодишно истражување и влюбеноста во делото, во ликот и делото на Горан Стефановски да го крунисаш со една книга. Како почна? Потребата да се осврнеме кон есеистиката на Горан Стефановски датира од поодамна. Всушност, есејот на Горан Стефановски е оној кој што ни укажува дека идентитетот е приказна, меѓутоа во исто време самиот есеј на Горан Стефановски е приказна за тоа кои сме, што сакаме и што треба да направиме за да ја оствариме на таа мощната наша снажна и автентична приказна на нејзиното следно поглавје. Од тука сознанието за значењето на есеистиката на Горан Стефановски не само за македонската книжевност, туку за македонската култура и македонската нација, уште во текот на неговиот животен век беше поттик дека треба да се осврнем со една анализа која што ќе доведе до едно исчитување и вреднување на еден, според мене, запоставен сегмент на неговиот творечки опус. Зошто? Затоа што не само што е значајно творечеството на значајен сегмент на творечеството на Горан Стефановски, туку и воопшто сенам дека севкупниот творечки опус на Горан Стефановски како целина нема да може да го вреднуваме без да го имаме предвид и неговиот есеј. Ако треба да ја сведам мојата лична приказна, затоа што Горан не учи и на тоа, всушност и тој ја раскажува преку неколку своји лични приказни, својата лична приказна. Една од моите лични приказни кои што ме дефинираат како личност е фактот што ја имав привилегијата честа уште во раните детски години да имам некаков контакт со Горан Стефановски. Живеевме во истиот влез, во истата зграда. Значи така почна. Тој контакт продолжи и натаму. Истовремено и со личноста Горан Стефановски и со делото на Горан Стефановски. Меѓутоа, навлегувањето суштинско во творештвото на Горан Стефановски ме увери, убеден сум, многумина од оние кои што мислиме дека го познаваме Горан Стефановски, без детално навлегување во просториите на неговиот текст, не можеме целосно да го запознаеме. А запознавајќи го Горан Стефановски на таков начин како што успеа преку есеите, детално, суштински ја запознав и нашата приказна. Меѓутоа, тоа е есеј кој што не завршува со точка, со три точки, туку завршува со точка или извичник. Ги спознав пораките кои што треба и нам, како држава, како нација, како култура, да ни бидат воделка во создавањето на следните поглавја на нашата приказна. И од тука магистерската беше неизбежна. Се случи во еден од многуте разговори со мојот ментор кои што беа посветени на македонската книжевност, а со тоа и на еден од незините клучни автори. Професор Весна, доктор Весна Чепушевска. Весна Мојсова Чепушевска. И од тука тој разговор кој што се случи во една скопска приквечерина посветена на македонската книжевност продолжи во секојдневно исчитување, секојдневно анализирање, разговор за творештвото на Горан
читање и исчитување во доцни вечерни часови за преку магистерската да се случи книга која што е, убеден сум, е не само мал влог во сето она што не му го должиме ние само на Горан. Ние го должиме на македонската култура. И самиот велиш дека е голем предизвик и одговорност да се пишува за еден таков хибриден жанр кој има широк диапазон на толкувања, а чинам дека немаме автор кој повеќе подобро го познае македонскиот сентимент од Горан Стефановски преку неговите драми. Вие 16 приказни, како ги доживаш? Дали се тоа некој увид, некој вртура, дали некој настрад план на неговите драми подоцнежни? Тие се во нив е се вкупната филозофија, се вкупната размисла на Горан Стефановски за идентитетот. И за личниот, и за колективниот, и за националниот. Во тие есеи на Горан Стефановски е значаен дел на оно што ја дефинира поетиката на севкупното негово творештво. Ама не само на творештвото на Горан, туку тоа е оно што не дефинира и нам. Значи, преку сето она кое што Горан ни го порача, ни го кажа во неговите есеи, преку сета едноставност кај него. Ама всушност во таа едноставност е неговата комплексност и големина, е она од кое што понатаму не само што есејот како жанр кај него добива поинаква димензија, туку воопшто и анализата на есејот во даден момент се претвора во диалог со севкупното творештво на еден голем автор како што е Горан Стефановски. И таа анализа, тоа е исчитување, никогаш нема да заврши. Бескрајно. Тоа е бескрајно и имаме навистина како книжевна наука, ама и како нација многу работа. Тоа што и Горан ни посочи дека идентитетот е приказна, меѓутоа тоа и го напоменав, повеќе пати потсетив. И работа и одговорност. Дел од таа работа и одговорност која што мора да направиме е да го исчитаме, да го исчитуваме, да го вреднуваме она што зад себе ни го оставија такви големи автори, ама во исто време да не заборавиме да продолжиме со следните поглави на нашата приказна. Следните поглави на нашата приказна може да се остварат само ако имаме соодветен однос кон поглавијата зад нас, меѓутоа и соодветна мисла за оние поглавија кои што треба да ги создадат оние по нас. Горан тоа ни го порача во есеите, тоа ќе го најдеме и во неговите драми, и ќе го најдеме и во неговите филмски сценарии. Еве, пред мене е првата верзија на Добалчак. Сценариото на приказна од Дивиот исток, Скопје, 1988 година. Го имаш кај тебе? За жал, една од работите кои што од личната архива на Горан во еден од разговорите во текот на неговиот живот не успеавме тој разговор да го завршиме, текстот остана кај мене. Ама што тоа укажува? 1988, кога се случи Добалчак, неговата актуелност и визионерството, значи он е неговото визионерство гледаме од каде да пред времето ги пишува. Пред време ги пишува и своите есеи. Македонски Нострадамус. Пред време ги пишува можеби и своите есеи, барем од аспект на тоа што ние во тој момент кога се случуваат го прецепираме како македонско есеистичко искуство. Ама ако го разбиравме што сакаше да ни порача преку тие есеи, кои што во најголем дел и се и негови беседи. Гениалците се дека некои работи ќе беа поинакви во нашиот културен и севкупен простор кој што го имаме како култура и како нација. Гениалците обично средниот столпата, луѓето кои немаат визија како што има, тој не може да го сватат навреме туку, нели, за жал отпосле. Горанологија, фантастичен термин, ако имаат, нели, англичаните байронизам, не знам, петраркизам, шекспиризам, зошто да немаме ние горанологија? Па да, јас ова го кажав и претходно за тоа што овој остварен, делумно остварен, во мал дел остварен дол кон македонската книжевност и култура преку овој обид за исчитување на есеистиката на Горан Стефановски, ме потикне и на една друга размисла. Ние често пати за Горан велиме дека е македонскиот Шекспир. Меѓутоа, зошто за некој странски автор не може да се каже дека тој е германскиот Горан, тој е американскиот Горан.
Светски одговор. Затоа што ние имаме автори од светски ранг. Од тука, зошто ако постои шекспирологија, да не може да постои гренологија. Таа ни е потребна за тоа што во творечкиот опус на еден ваков маркантен автор, а такви ги имаме во нашата книжевна, значи неколку автори на кои што сме им должни да им посветиме внимание и како книжевна наука, меѓутоа и како култура и како нација, за да го опфатиме сето тоа што е составен дел од тој творечки опус и од таа филозофија, потребни се и вакви. Но мораме секогаш да имаме точна приказна. Многу е важно приказната да вистините точна, затоа што кога приказните не се вистините, тогаш се плетат. Затоа и Горан ни порача не еднаш, дека не е важно само дека идентитетот е приказна, туку е важно и кој ја запишува таа приказна, за да биде вистината. И кој ја нарачува таа приказна, ако е, например, составен дел од учебниците. Тоа го споменав и на промоцијата на 15 октомври. Од тука и упати дека е важно преку каква приказна генерациите сегашни и идни ќе се спознаваат себе си. Меѓутоа и упати нешто друго, дека приказната е мапа и приказната се менува. Што значи тоа? Тоа значи, некој можеби ќе му звучи чудно, идентитетот се менува. Ќе се запрашаме, а како? А зошто? Како може идентитетот да се менува? Затоа што тој каже дека идентитетот не е нешто завршено и не е нешто што запишено на златна лажичка, некој ќе ни го стави во уста, туку е токму тоа што веќе го споменав. Одговорност и работа. Кога? Во времето сегашно, времето што го живееме. Сега и тука. Сега и тука. Не идно. Затоа што тоа што само сме горди. Тој вели, нема да го создаде следното поглавје. Гордоста ни е потребна за да бидеме снажни, за да создадеме снажно сегашно поглавје на нашата приказна. Меѓутоа треба да создадеме вредности кои што ќе бидат темел за она што ќе се изгради по нас. 16-тата, последната приказна од твојата книга, наративи, сите живи суштества се раѓаат со инстинкт на преживување. Пајаците за да преживеат каат мрежи, луѓето за да преживеат каат приказни. За нас нема ништо поважно од овие приказни. Тие се сршта на нашиот живот, рбетот на нашиот идентитет. И за да преживееме во суровиот свет, нашата приказна мора биде точна, темелена во знаење и проникливост. Како асистент кој работи со студенти, дали чувствуваш, кај овие наши нови сега тукашни студенти, има чувство за препознавање на сопствениот идентитет? Дали има приказна во нашите студенти? Ова е инаку конкретно цитат од последниот тестаментален есеј на Горан Стефановски, искрето што се измолкнува, поместен меѓу кориците на идентитетот е приказна, меѓутоа реферира и на неговиот предходен есеј 2004 година за нашата приказна, со кој што е негово пристапно предавање, односно пристапна беседа во Македонската академија на науките и уметностите. Говориме за еден период од 14 години во кој што тој повторно во овој есеј во кој што вклучува се што е есенцијално од неговите претходни есеи, почувствува потреба со една ваква порака да заврши и да допре повторно таа порака до нас. Што значи тоа? Значи дека таа порака и натаму треба да ја разбереме и натаму треба да биде актуелна. Дека некои нешта можеби не се смениле. Меѓутоа, она што јас ќе го забележам е што воопшто ние во нашиот културен простор имаме, а тоа го кажува и Горан, ама го кажува уште во 90-тите години. Имаме проблематична представа со тоа што подразбира идентитет. Затоа што идентитетот е и оно што сме ние како поединци, и оно што е колективот, односно нацијата. Како асистент на катедрата за македонска книжевност и култура, можам да кажам дека имаме генерации во кои што се препознаваат овие кои што ме решиле да студираат македонска книжевност и култура, кога воопшто хуманистиката се смета за непопуларна во меѓународни рамки. Имаме личности кои што се надевам ќе бидат подготвени и се подготвени да имаат соодветна перцепција, соодветна представа и соодветен став за она што е наш идентитет и наша приказна. Тоа е една од причините за тоа што се осипува бројот на запишаните студенти на катедрата?
Не е популарен факултетот како вие што се трендовски факултети, една од причините или Ако веќе навлегуваме во таа сфера, има два сегменти кои што треба да ги имаме предвид. Хуманистичките науки воопшто во меѓународни рамки не се со истиот интерес како што биле пред години. Меѓутоа, од друга страна, ако ги имаме предвид и бројките на нашето население, бројот на матуранти, ќе видиме дека оваа бројка на студенти е она која што, ако ги пресметаме бројките пред 20 на години и сега, како процент од населението и така натаму, можеби ќе биде приближно. Ние секако, како нација, како држава, треба да посакуваме да има повеќе студенти токму на националните катедри. Затоа што тие се оние кои што секогаш ќе бидат едни од создавачите на снажните поглавја на нашата автентична приказна, односно на низините следни поглавја. Ама не еднаш се укажува дека за тоа да се случи, за личностите кои што се составен дел од македонистиката, од оние кои што ја избрале македонистиката за свој професионален предизвик и за своја животна опредоба, треба да има и соодветна иднина во оваа земја. Тоа значи дека треба да има однос кон сето она што е заштита на јазикот, книжевноста, културата, преку нивното соодветно ангажирање во нашите институции и тука да се запрашаме колку институции имаат лектори, колку институции имаат во рамките на своите издавачки куќи, например, го земам како пример, ги земам издавачките куќи, колку имаат ангажирано професионални исчитувачи кои што се од катедрата за книжевност. Меѓутоа, сето тоа не сум прв што го кажува. Го кажа, меѓу другото, и професорката Мојсија Чопишевска, мојата менторка. Не еднаш. Потребна е национална стратегија. И свест. Свеста е и основа на битисувањето. И на битисувањето и на стратегијата. Највредната приказна. Освестување и разбирање. Ни беше драго што беше гостин во подкастот Мирисот на книгата. Некоја порака можеби за крај да оставиш? Пораки може да се остават многу, меѓутоа пораката овој пат нека биде онаа која што е поврзана со нашата приказна. Нашата приказна. А тоа е да го разбереме Горан во вистинска смисла. Да не запреме само до тоа дека идентитетот е приказна. Ние имавме среќа како нација да имаме раскажувач на нашата приказна, како што е Горан Стефановски. Ама имаме и обврска да го разбереме сето она кое што е пред точката или извичникот на неговиот есеј. Ако ги разбереме тие пораки, ќе можеме да создадеме ново, снажно и автентично поглавје на нашата приказна. Се надевам дека тоа ќе се случи. Имаме и драгоцена книга која треба да се чита, останува императивот на страница МК, читете затоа што една секунда подоцна е за секогаш предоцна, што би рекол наш Горан Стефановски.